Министерот Филипче денеска и официјално потврди дека идната година конечно ќе се финансира реконструкцијата на новиот крак во Струмичката болница. Тој на денешната пресконференција констатираше дека во буџетот за 2020 година се испланирани средствата кои треба да го решат горливиот проблем кој со години се провлекува. Во 2020 година ги завршуваме градежните активности во неколку започнати објекти, специјалната болница за ортопедија и травматологија Свети Разма во Охрид, понатаму општата болница во Струмица, градската општа болница Свети Наум Охридски. Наши следни приоритети и цели се реконструкција во делот на котларата на специјалната болница Мајка Тереза за гинекологија и акушерство тука во Скопје, кровот во Заводот за нефрологија во Струга, понатаму започнување со градежни активности во специјалната болница за респираторни болести во Отешово, понатаму целосно нова амбуланта во општината Сареј и целосно 2 нови блока за болните во психијатриската болница во Демир Хисар, секако и бројни реконструкции на повеќе јавноздравствени установи кои што беа најавени во неколку наврати. Во новиот крак, последните 2 години поинтензивно се работи. Поставена инсталацијата за струја, климатизерите, речиси сите болнички соби се опремени со потребната инсталација, а сега останува уште да се опреми и приземјето, каде што ќе биде сместен идниот ургентен центар. Сите работи што се работат сега се тука и мајсторите што изведуваат градбата и треба да се почека малку со времето, оти сите работи се поврзани со време, за да може да се постигне сето тоа што е планирано да се направи во болницата и болница се гради по европски стандард. Со сите квалитети на една болница што треба да ја има кај нас. Објектот полека влегува во 4-та деценија од почетокот на изградбата, а струмичани и другите граѓани од регионот се надеваат дека конечно ќе добијат нов болнички капацитет.